што ќе треба да се паркираат возилата некаде. Позади објектот се наоѓа катна гаража која што во дел ќе ги задоволува овие капацитети. Очекувам дека кога ќе почне и новиот современ јавен превоз на гумина од Скопјани, ќе го користат и тој начин за доаѓање до оваа културна институција. За мене приоритетно беше, бидејќи го слушнав повикот на граѓаните, да остане универзално, да биде тука со тој габарит, со тој облик. Тоа е тоа што го правиме. Мислам дека помалку ќе биде проблематично доаѓањето на луѓето, затоа што постојат повеќе алтернативни начини како да дојдете во овој објект и се наоѓа во самото централно градско подречје, каде што едноставно можете и е блиско контактно од било која локација во центарот на градот. Прашање до градоначалникот и до премиерот, да градоначалникот за колку ќе биде намален капацитетот на универзална, бидејќи архитектот кажа дека ќе се намали бројот на седишта поради новиот распоред, и за премиерот ова е втор настан во изминативите 10 дена како присуствувате со градоначалникот Шилегов. Тој изминатиот период најавува повторна кандидатура за градоначалник, ќе ја поднесе пред органите на партијата, дали тоа значи дека ќе ја поддржите неговата кандидатура? Ние ќе го добиеме проектот за внатрешноста, во оваа фаза е фасадниот дел, таква е природата на објектот, не можете да извршите реконструкција на внатрешноста ако не ја средите најпрво конструкцијата и фасадниот дел, и потоа во втората фаза некаде околу јуни месец очекувам дека ќе започнат постапките за внатрешното уредување на универзална сала. За мене е битно дека очекувањата мои се дека некаде до септември ќе го имаме целосно ова што го видовте како визура, како надворешен изглед на универзална спремно. Од она што го разговараме, од она што просторот го нуди како такво, бидејќи со Бујар во овој период се гледаме интензивно, мислам дека ќе стане збор за некаде капацитет од 1100 до 1200 седишта. Добро, прво да дадам само одговорот. Прво, постојано е кампања, постојано се проекти. Се сеќавам година и пол на Пластичарска улица, кога промовиравме почетокот на улицата. Пред некој година и пол или година дена, исто така булеварот Словенечка, како беше. Еден куп други проекти во целиот овој изминат период се испромовирани во Скопје, не само каде што владата има свое учество со финансиски средства, туку како подршка на политиките, кој што сум стоел зад тогашниот кандидат за градоначалник и советници во 2017 година, давајќи охрабрување за испорачување на ветувањата, за да може да се реализират самите ветувања, и верувам дека и така треба да се продолжи, без разлика дали се работи за проекти на општините, на градот Скопје, на владата, треба да ги промовираме проектите, заради тоа што радоста кај мене, иако сум струмичанец, е голема за универзално. Знам за Скопјани колку многу тоа значи, но и ние од натрешноста имаме поминато огромен број на моменти од нашата младост, од нашето детство овде, па дури и од повозрасни години. Јас бев еден од тие кои што веројатно последен имав можност да објавам бомби овде од универзална сала, и после тоа се затвори универзалната сала заради нестабилноста на конструкцијата. За градоначалникот Шилегов нормално, и како мои другари и пријатели имам само пофални зборови. Тоа е еден од нашите фаворити за градот Скопје. Се уште го немам ни прашано дали ќе се кандидира, но за мене е еден од фаворитите заради сите проекти кои што се сработени, заради тоа што се што е направено во целиот овој период, имајќи во предвид дека беше период на референдум, беше период на претседателски избори, на парламентарни избори, на пандемија и слично, и навистина да се изнајдат сите тие средства со сите ограничувања, да се помогне јавниот превоз, јавните комунални предпријатија на мерки на ограничувања и да се испорачат сите овие успеси кои што се испорачани, секако е вредно за огромно внимание и за поддршка во периодот на одлучување. Јас многу пати ги коментирам ставовите во пресрет на локални избори. Прво кажувам дека нашите постапки ќе бидат во текот на летото, јуни, јули, август месец, заради тоа што крајот на септември е кампања, а прва половина на октомври се првиот круг на изборите за општините, односно за советниците и за градоначалници. Втората работа е дека јас кажувам само мои лични ставови, секако да поддршка на секој успешен градоначалник, така и на градоначалникот Шилегов. Сепак постапките и процедурите во СДСМ се отворени, демократски и секако се засноваат доминантно на поддршката од граѓаните.
Јас дури и не го гласам градоначалникот на Скопје заради тоа што гласам во Струмица. Кога би бил тука би го гласал секако градоначалникот на Скопје, но тоа е уште поважно дека граѓаните на Скопје треба преку истражувачките методи да го изразат задоволството за нашите кандидати, односно со тоа потврдувам дека ќе се водиме да поддржиме максимално прифатливи, односно привлечни за граѓаните, за поддршка кандидати, затоа што тоа е многу важно да се има однапред изградена доверба заради 4 години, кои што се 4 години од нашиот живот, секогаш многу важни да може да се решат проблеми повеќе колку што ги тиштат граѓаните. Премиер, ако може две за вакцините, значи авансот за кинеските вакцини изгледа дека е повлечен, дали ова значи дека и договорот со кинезите е укинат и кога може да се очекува да дојдат новите вакцини, било тоа руски или од Pfizer и така натаму. А другото е политичко после ќе биде. Министерството за здравство вчера објасни, јас исто така само можем тоа да го потврдам. Авансот е повлечен заради тоа што ја чекавме поддршката од Министерството за надворешни работи на Кина. Имавме од здравство, имавме од Синофарм, се беше завршено, но не можеме да оставиме пари да лежат во туѓа земја додека не се финишира постапката. Авансот се пушти како дел од процедурата. Кога побара соодветните министерства на Кина да се завршат прво работите, а после да се прави уплатата, ние ги повлековме, парите се секако тука на истата сметка на Министерството за здравство. Денеска јас очекувам некој позитивен сигнал, односно информација токму од Кина, која што треба да ја добиеме или преку нашето МНР или преку Министерство за здравство, за веднаш да ја продолжиме таа постапка која што е отпочната. Знаете дека имаме втора постапка за Кина, отпочнато, таа е на самиот почеток, за други 200.000 количини, формализирани се документациите за Спутник со руската вакцина. Навистина денови се во прашање кога ќе може да се потврди утовар на самите вакцини за да дојдат во Северна Македонија. И второто Да, второто прашање. точен датум. Не може да каже никој точен датум и затоа сме кажувале да помине кинеска нова година до крајот на месец февруари или слично. Како ги добиваме информациите, така ги споделуваме. На ваши прашања како новинарите, така да никаде во светот никој не може да ви каже точно од кој вид на вакцина кога ќе стигне. Зошто? Заради недостатокот на вакцини во делот на продукцијата, согласно потребите на сите земји широм светот, така и кај нас. Ние направивме се што имаме во делот на постапките за самите вакцини. Буквално отидовме да склучиме договори, да авансираме некаде договори се со конечна цел да стигнат колку што е можно порано вакцините. Затоа и авансот во Кина е пуштан дури и предвремено, за да може колку што може порано да ги добиеме вакцините, така да навистина очекувам следните денови веќе да почнат постапките за информирање за утовар на вакцините за Република Северна Македонија. Другото прашање ми е малку пополитичко. Значи, дали може кратко да ни кажете во врска за законот за етничката графа во личните карти кој е предлог на движењето БЕСА? Кратко, ќе се усвои тој закон или ќе се најдат начини за тој да не се усвои, бидејќи тоа може да создаде и друга криза внатрешна во мнозинство? Имаме навистина пријателски отворени и разумни, рационални разговори и со БЕСА и со сите други наши коалициони партнери. Ние сме дале збор уште 2019 почетокот на годината кога ги завршувавме уставните промени. Тоа беше важно на политичката партија БЕСА, тогаш беше во опозиција и ние тоа го потврдивме дури со соопштение на владата. И до ден денеска го потврдуваме. Секако флексибилност и тие кажа на опција на избор за впишување на таа графа на етничка припадност, но истовремено и за мене и за нив е нов моментот дека од август стапува на сила европска регулатива, каде што тајноста на податоците е загарантирана, односно забранета да се впишува во документите за лична идентификација, каде што е етничката, политичката определба, верската определба и многу други определби. Јас би одел да се донесат одлуките, посебно е со опција на избор, а штом ќе стапат на сила регулативите од Европската унија, ние треба да ги почитуваме. Сите сме за Европската унија. Не само коалицијата, впрочем и цела опозиција. Тоа го кажува, така да ако остануваме на патот на Европската унија, а остануваме, ние нема друга алтернатива, треба да ги почитуваме европските регулативи. Но за мене е важен и овој дискурс, дебата што ја имаме, на подготвеност. Важно ми е дека најголемата македонска или мултиетничка партија СДСМ даде поддршка. Важно ми е втората по големина партија ВМРО-ДПМ не даде поддршка.
даваат и помалите партии, помалите етнички заедници. И тоа е нешто што е квалитатив. Плюс, посебно во делот на опцијата, типа ние можеме да даваме поддршка, ма ќе има граѓани кои што ќе не икет. Тие да имат опција да изберат. Но дефинитивно ми е многу важно што сите сме на ставот да почитуваме европските регулативи, како е во Европа, така треба да биде и кај нас. Господине Заев, моето прашање е за вас. Вчера господинот Љупче Георгиевски даде една изјава што ја потресе малку јавноста. Дали тоа значи дека во 44-та сме легнале како бугари и сме се разбудиле како македонци или не? Јас го дадов својот коментар и на најпластичен начин за да го разберат сите. Не само македонците, туку сите во Северна Македонија, сите на Балканот и во Европа. Не постои никаде така и кај нас да си легнете на 31 декември 43 година како бугари да се разбудете на 1 јануари 44 како македонци. Тоа го нема никаде. Затоа и Европа не навлегува во дебатите на деталите на историјата или слично. Ние со Бугарија имаме потпишано договор во кој што прифаќаме заедничка историја помеѓу двата народи и двата држави. И тоа е навистина сериозен исчекор во духот на пријателството. Од тука се појавуваат народите, јазиците, се развиваат, си помагаат, се усовршуваат, се стандардизираат како литературни јазици на земјите или слично. Ние вчера дадовме коментар дека мислењето на нашиот коалиционен партнер Љупчо Георгиевски е негово лично мислење. И навистина слобода е, секој може да каже свое мислење, јас уште еднаш ќе кажам, владата ниту преговарала, ниту преговара, ниту ќе преговара за македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа е универзално право на сите нации да имат свој јазик и да имат свој национален идентитет. Загарантирано е со Европската унија, со критериумите Лисабонски со кои што е основана Европската унија, со Обединетите нации, со универзалните права на определба на граѓаните и апсолутно е прашање кое што е јасно и недвосмислено фиксирано за било кој. Но иако Бугарија вели ние ги признаваме македонците и македонскиот јазик како реалност, дај да разговараме за минатото. Навистина за минатото не е потребно јас и Борисов да разговараме или Екатерина Захариева, министерката за надворешни работи на Бугарија, со Бујар Османи, министерот за надворешни работи на Северна Македонија. Тоа е доминантно прашање на историчарите и верувам дека ќе изнајдат начини, токму како историчари, да заокружат делот на минатото, кое што Бугарија сака да го утврди. Постојат решенија, јас верувам дека ќе се изнајдат решенија. Не би давал длабенски коментари, почитувам Бугарија имаат избори. Знам како е кај нас кога има избори, така е соодветно и таму, да им бидеме од помош на бугарските граѓани слободно да си донесат одлука на 4 април кога се изборите, а после изборите штом ќе се формира владата во Бугарија, ние ќе продолжиме уште посуштински да навлеземе заради тоа што сакаме час поскоро да најдеме решение и ние да го продолжиме нашиот европски пат, односно да одржеме првата меѓувладина конференција. Господине Заев, Љупчо Георгиевски со неговата партија, вие ваш коалиционен партнер. Дали имате намера да разговарате со Георгиевски, бидејќи со неговата изјава, со неговите предлози кои што се скандалозни, тој ги урива позициите на Македонија во преговорите? И ваша оценка како овие предлози ќе влие во позициите на Македонија во преговорите? Имам после уште едно прашање. Јас уште вчера искомуницирав со господинот Георгиевски, кога прочитав информацијата и логично и тој потврди дека тоа е негов личен став. Објаснив уште еднаш дека не може тоа да биде став ниту на владата, ниту на коалицијата, заради тоа што јасно се нашите ставови како се позиционирани и тој тоа го разбра. Веројатно ако прашате како коментар ќе ви даде свој коментар. Не би сакал да навлегувам подетално во делот на одговорите заради предвечеријето на изборите во Бугарија. Навистина не би требало преку медиумите да коментираме. Треба да продолжат разговорите помеѓу соодветните министерства. Знаете дека на враќање од Обединетите Арапски Емирати нашиот министер застана во Бугарија, едно кафе, една средба, нема на одмет да се поразговара нормално, но дефинитивно мислам дека посуштински можеме да навлеземе кога ќе бидеме растеретени сите од притисокот на изборите. Така е порационално и ќе можеме да продолжиме во детали да разговараме некаде, не знам, кога ќе се формира новата бугарска влада.
уште едно прашање. Албанската опозиција најави дека ќе го блокира парламентот поради тоа што не се донесува законот за државјанство. Ваш коментар околу тоа и дали владата ќе предложи и кога ќе предложи закон за државјанство, бидејќи мислам дека го најавивте. Јас не знам дали имаме закон за државјанство или не, сега вие мислам дека имаме закон за државјанство. Не знам, нека кажат Министерството за внатрешни работи во тој дел. Во делот на предлагањето на законот за државјанство, решението кое што се предлага со 3 сведоци да се добие државјанство, навистина кажав дека е невозможно, никаде во светот го нема. Сакаме да го најдеме решението кое што ќе биде на основа на докази и аргумент. Реков во еден наврат, едно свидетелство од основно образование, одредено друго право остварено во државата, кое што потврдува, барем да има материјален доказ, затоа што тој што одлучува и го става својот подпис, не може да го темели својот подпис и својата одговорност на основа на сведоци. Можем јас од овде присутните стотина луѓе да викнам тројца сведоци да сведочат од прилика тоа што е само мој интерес, но не она што е природата на решението. Така да позитивни сме, комплетно за решавање, со државјанство на оние наши граѓани кои што немат, утврдени досега 850, го кажавме неколку пати има повик, дел се веќе решени, службата за матична евиденција може да ви даде информации детални колку се решени, дел се барат решенија како да се решат и така натаму, и не мислам дека за ова прашање треба да правиме блокада. Значи, ние кажуваме како владеачко мнозинство да, чувствуваме за потребно да се решат онака како што тоа е пропишено меѓународно и како што е возможно по пат на докази и аргументи, не по пат на сведоци. Ке го изнајдеме начинот и верувам дека работи Министерство за правда и службата за матична евиденција на изнаоѓање на решението за да дадеме контрапредлог или на работни групи да изнајдеме предлог за да се реши и ова прашање. Премиере, дали ќе има ротации или смени на министрите од ДУИ во владата и дали пратениците на власта ќе почнат да доаѓаат во парламентот за да се откочи работата? Јас поздравам одлуката на нашиот најголем коалиционен партнер ДУИ. По пат на дебата на работно претседателство ги имат отворените прашања и денеска ме извести координаторот на Социјалдемократскиот сојуз дека пратеничката група на ДУИ е комплетна. Сите се на располагање и знам дека веќе се закажува седница. Дали е денеска, дали е утре, не знам точно кога ќе продолжи собранието да работи. Во демократските партии имаме различности. Имаме и кај нас кои што се јави и кај ДУИ, но драго ми е што се решени овие проблеми и знам дека ќе функционираме во пол капацитет, како што е направена коалицијата од 62 пратеници, за да може парламентот, дури и во услови на пандемија, кога гледате и секој ден се случува да имаме и ново заразени, позитивни, така и пратениците не се имуни, како и сите други граѓани, да можеме да продолжиме да работиме со гарантирано, обезбедено парламентарно мнозинство и во услови на пандемија кога другите, односно кога би бил и некој пратеник дури и позитивен. Ротации на министри од ДУИ во владата? Не, никој не зборувал за таква работа, ниту колку што прочитав од изјавата на господинот Ахмети, дека не се разговарало дури на Централното претседателство за таква работа, ниту па некој се обратил кај мене за некаква ротација на министри од раководството на ДУИ, пред се председателот на ДУИ Ахмети или еве првиот потпредседател на владата или било кој такви најави кај мене нема стигнато. Премиере, првиот човек на Мануил Коцарев вчера објави дека на Филолошкиот факултет ќе се укинувале катедрите за македонски јазик и книжевност. Дали имате вие некои информации повеќе околу ова и како коментирате потегот на Мануил да одбие Северна во своето име да стави? Мислам дека јавно беше објавено и од катедрата за македонски јазик и од соодветниот факултет каде што е катедрата на македонски јазик. Ова година ние одбележуваме 100 години Блаже Коневски и тоа исто така одбележуваме година на македонскиот јазик. И апсолутно тоа што го прочитав во македонистите кои што го дадоа како колумни, синоќа касното прочитав дел од тие колумни, дел реакции уште вчера преку денот, апсолутно е недвосмислено, дека не само што не му паѓа на памет на некој да укине катедра на македонски јазик, туку тие ја користат годината на македонскиот јазик и 100 години Блаже Коневски, токму како година за дополнителна афирмација на македонскиот јазик. Во делот на дополнителна промоција да се упишуваат колку што може повеќе студенти на катедрата за македонски јазик. Мала е бројката, реално. Вториот дел е
на дигитализацијата на македонскиот јазик и негова афирмација во светот. Посебно со фокус да учат дечињата на нашите сограѓани кои што се во диаспората, да го научат македонскиот јазик, но и секако афирмацијата на македонскиот јазик во Европската унија и институциите како што се одделот на архивите, библиотеките и сите други институции во Европската унија ќе бидат дополнителна можност за афирмацијата на македонскиот јазик, така да апсолутно тврдам дека нема ништо точно вистина од некои си лажни информации кои што стигнале до почитуваниот претседател на МАНО. Драго ми е што веднаш истиот ден се разјаснија ваквите невистините информации дека постојат. Дали повторно ќе побарате да стави МАНО Северна или не? Преспанскиот договор е закон. Ратификацијата на Преспанскиот договор е направена во парламентот и тоа е закон. Ние кога МАНО побара да се повлече законот, окей, не прашавме ни зошто, ни како, тие го повлекоа законот, но односно измените на законот, но законот мора да се почитува. Имаме временски рокови кога се определени, секако за промена на името на сите институции кои што примат пари од буџетот на државата. МАНО е една од тие институции. Најдено е многу убаво решение во разговор и договор со Грција и верувам дека треба да се почитува и примени законот и овде. Но низ разговор верувам дека ќе се најде решение и за ова работа. Законот мора да се почитува и никако поинаку. Премиере, па до градоначалникот. Премиере, прво сакам да ве прашам дека помина веќе една недела и повеќе по бегството па камбекот на екс-шефот на тајната полиција Сашо Мјалков. Одговорност најавивте, меѓутоа не ја гледам. Докаде оваа процедура и зошто не се испитува одговорност во редовите на владините институции? Одговорноста, јас реков, ќе ја има, без разлика што со сите чекори кои што ги презедува институциите, се принуди Сашо Мјалков да се пријави на правдата и секако да си го приме решението за притвор. Исто така охрабрив истрагата за евентуална одговорност да продолжи. Истрагата ја водат обвинители нормално, не знам кој обвинител е надлежен за оваа работа, но знам дека е логично од среда натаму, после откривањето на Сашо Мјалков, да биде распореден кај некој обвинител за истрагата, да види дали системот имал некаде слабости, некои пропусти или слично, и да ги оквалификува и окарактеризира од каков тип и природа се, секако за да не се повтарат одредени слабости доколку постоеле како слабости. За текот на истрагата ќе може јавното обвинителство да ви каже, затоа што обвинителството прави истрага за сите учесници во постапката која што се случила од таа недела, минатата недела, до вторник додека не се пријави Сашо Мјалков кој што беше во бегство. Премиере, што е со имотот на Мјалков? Дали институциите ќе почнат или почнаа да го истражуваат како што најавивте? Јавното обвинителство е тоа кое што ги прави истрагите, треба да го прашате. Имотот на Мјалков веројатно е систематизиран во сите други постапки кои што претходно ги имаат отворено против Сашо Мјалков. Еден дел се предметите како што се трезор, набавката на опремата за прислушување или фишерот, другиот дел е, не знам, тортура за против Љубе Бошковски, третиот дел е изборите во Струмица и така натаму. Во таквите постапки јавното обвинителство веројатно веќе има направено класифицирање и систематизирање на имотот на Сашо Мјалков, но за понатамошни постапки ќе требате да ги прашате правосудните органи, поточно јавното обвинителство. Топката ја префрлата во јавното обвинителство, меѓутоа министерот за внатрешни работи не кажа дека и еден член на владата имал информација дека Мјалков ќе оди во притвор, дека ќе за него се бара мерка притвор. Кој тој член во владата? Од јавното обвинителство е примателот на информацијата за можно бегство на Сашо Мјалков и соодветниот јавен обвинител во комуникација со министрите, покрај со министерот за внатрешни работи, соопштил и со другиот министер, министерот за правда. Надлежниот министер, нормално, во тој дел. Но Министерството за внатрешни работи, како што реков, и тоа во неформален врзан разговор, дека има сомневање, информации, полуинформации дека можно е бегство на Сашо Мјалков. Во саботата, кога веќе е тоа потврдено, јавниот обвинител се јавува на министер за внатрешни работи, каде што јавниот обвинител е самостоен во ваквата постапка, доколку има информации логично и како што постапил, да бара од самиот суд изрекување на мерка притвор. Јавното обвинителство
Почнало веднаш подготовка за барање притвор со опис на причините. Во недела тоа е поднесено, некаде околу 14 часот, како што е објаснато, некаде околу 18:30 судот носи одлука за мерка домашен притвор. Значи владата, ако добро ве разбирам, во своите редови не испитува одговорност, тука ќе чека на обвинителството да го прави тоа. Ние во нашите редови не испитуваме одговорност заради тоа што може да бидеме пристрасни меѓу себе. Јавното обвинителство е тоа кој што прави истраги со сите елементи, најнепристрасно, заради тоа што тоа е независен дел секако на работењето на системот, за да ни покаже точно каде е имало пропусти, доколку секако постоеле пропусти. Ви благодарам, премиере. До градоначалникот имаме едно прашање. На средина излезе и со информација дека продолжува нивото на консултација околу планината водно на подруго ниво, односно ги консултира институциите, меѓу нив и градот Скопје. Па сакам да ве прашам дали од Министерството за животна средина ве поканија прво на средба заедно со уште неколку институции и дали се разговараше околу забелешките од јавната расправа за водно, околу начинот на тоа дали треба планината да добие законско решение или не. Вие знаете дека и јас лично се залагам за носење законско решение на целиот комплекс, не само водно и матка, со цел да нивото на заштита биде што е можно поголемо. Сме во разговори цело време и со граѓанските асоциации и со надлежното Министерство за животна средина. Нашиот начин на функционирање е така, може би е малку демократијата поспора, но меѓутоа верувајте ми дека е многу битно да го чуете гласот на граѓаните, гласот на луѓето, отколку автономно да ги донесете било кој од одлуките. Инклузивен е процесот, во тек е процесот, сите инволвирани страни се внатре вмешани и јас очекувам дека ќе добиеме добро и квалитетно решение за заштита на водно. Молам? Законско јас инсистирам да биде да, така што за да можеме да не си играме играчки со водно, да не му текне на некој повторно да прави пат низ водно.